Почитувани граѓани, почитувани медиуми, целата истрага за случајот рекет е една огромна фарса. Цели 5 месеци, русковско обвинителството, Зоран Заев, Љубомир Јовевски, судот и сите останати ги манипулираат граѓаните и јавноста, си играат со нивната интелигенција и се обидуваат на најподол начин да го прикријат најголемиот криминално-рекетарски скандал во историјата на Република Македонија. Единствена цел на оваа фарса, режирана од Русковски и Јовевски, а под диктат на Зоран Заев, е да се прикријат Кики, Фрики, Шеки, Баки и другите, за да не се стигне до главата на октоподот која се наоѓа во врвот на владата. Сите знаат кој е главата на октоподот и сите знаат кој е нарачателот на рекетот, бидејќи Бојан Јовановски сам ниту на сон не можел да рекетира. Истрагата целиот период се водеше непрофесионално и со бројни сомнежи кои упатуваат на тоа да ги прикријат трагите на вистината. Од самиот почеток на истрагата беше дозволено од страна на Русковска, Катица Јанева и останатите осомничени да можат да прикриваат и бришат докази, да форматираат компјутери, да влијаат врз сведоци. Фарса и затоа што Заев има ветено на сите тројца осомничени дека ќе ги извади од притвор и еве веќе почна тоа да го прави. Еден од осомничените излезе од притвор и во тој случај доколку излезат сите тројца ќе можат да влијаат на сведоци, докази и искази. Во екот на најголемата истрага за рекетирање, Русковска и целото обвинителство си отидоа на колективен одмор и тоа отвара дополнителни сомнежи во целиот случај. Едно е јасно и очигледно. Целиот период Заев и Русковска се пазареа со извршителите на рекетот. Никаде ги нема ниту синот на Катица Јанева, ниту врвот на СДСМ, ниту пак другите помагачи на делото рекет кои го извршувале Катица Јанева и Бојан Јовановски. Почитувани, оваа огромна фарса која ни е сервирана изминативе 5 месеци, се со цел да се спасат нарачателите, не сме и не може да заврши само со тројца обвинети, за кои знаеме дека без поддршка од власта не смееле и не можеле да рекетираат. Затоа право и правдина мора да има и ќе има, но не на ваков начин. Благодарам.